Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. На Валканото расипништво, расфрлање со народни пари нема крај. Најновиот скандал доаѓа од водовод и канализација Прилеп, Република Македонија, каде најдобро може да се види вистинското лице на луѓето од власта. Последниот тримесечен извештај за работењето на ова предпријатие покажува како директорот Емил Јаневски се расфрлал со парите платени од граѓаните и трошил стотици илјади денари на банални работи. Извештајот покажува дека Јаневски за само 3 месеци потпишал трошоци во висина од 425.000 денари на име за резервација или по околу 100 евра дневно. Јаневски не одморал ниту во сабота, ниту во недела, ниту за празник, туку уживал во благодетите кои ги пружа директорската фотелја на водовод и канализација. Затоа прашуваме, дали додека народот гладува, директорот на ова јавно предпријатие секојдневно троши по 100 евра на кафани, ручеци и дружба? Чувствува ли Јаневски страм од ова астрономска сума која ја потрошил за само 3 месеци, додека граѓаните се принудени да плаќат за 60% повисоки сметки за вода? За жал, расипништвото не престанува тука. Освен за репрезентација, директорот трошел огромни суми и за адвокатски и нотарски услуги. Според извештајот, за адвокатски услуги Јаневски потрошил 340.000 денари, а за нотарски услуги енормни 1.250.000 денари. И сето тоа поврзано само за 3 месеци. Капак на се предпријатието и директорот Емил Јаневски, повикувајќи се на непостоечка одлука на Советот на општина Прилеп, ги известуваат граѓаните дека доколку не биле во можност да ги прочитат водомерите, че им фактурирале паушален износ од 10 метри кубни по член на семејство. Тоа би значило дека доколку едно семејство кое брои 4 члена не е дома, а инкасаторот не е во можност да го прочита водомерот, на тоа семејство ќе му бидат фактурирани 40 метри кубни потрошена вода во месецот. Почитувани сограѓани, вие сте тие кои треба да ги знаете овие луѓе, кои на ваша сметка живеат со брзо темпо, без око да им трепне. Вие сте тие кои избамени и кои наместо да добијат за 20% пониски сметки за вода, бевте силно удрени по семејниот буџет со поскапување за 60%. Редно е најавената метла на Зоран Заев конечно да заигра, да ги замети овие расипници во јавните предпријатија поставени од Илија Јовановски и Миле Талески. ВМРО ДПМН будно ги следи скандалите на луѓето од власта и постојано ќе информира јавноста се со цел граѓаните да ја знаат вистината и да видат за какви луѓе станува збор. ВМРО ДПМН, Општински комитет Прилеп, Република Македонија, им го честита денешниот празник на припадниците од влашката заедница.